Законот за работно ангажирање е пред се за сузбивање на сивата економија околу пазарот на трудот, каде што покрај тоа што немаме доволно работна сила на пазарот на трудот во одредени дејности, кои бориме со работна сила, исто така имаме и доста работа на црно. Со овозможување на сите групи на граѓани во Македонија, вработени, пензионери, невработени лица, социјалци, студенти, па и средношколци над 16 години да можат да работат, да бидат ангажирани со комплетно исплатени придонеси, пензијско, инвалидско, здравствено осигурание и така натаму, се она што следува на еден нормално вработен човек, без да го изгубат претходно стекнатиот статус. Например, пензионерите да изгубат пензијата или социјалците да изгубат социјалната надомест и заштита кој што и добиват студентите одредена студентска, да речем, стипендија или бенефит, значи нема да ги изгубат. Тие работи едноставно ќе можат да се вработуваат или на полно или на скратено работно време со со електронско пријавување дури од мобилен телефон од страна на самите работодавачи, така да во текот на денот или работните денови ќе можат директно од лице место без да одат во агенцијата за вработување, да трошат време и да се соочуваат со одредени бирократски проблеми, да ги пријавуваат овие и одјавуваат вработените. Се надевам дека наредниот период ДИТ, Државниот инспекторат на трудот, ќе има засилена работа. Офатени се 3 дејности со овој закон: дејностите угостителство, земјоделие и услужни дејности во домаќинство. Ако даде добар ефект, а сметаме дека ќе даде добар ефект овој закон, очекуваме околу преку 15.000 луѓе на крајот од годината да имат работен ангажман регулиран со овој закон, а не да работат на црно токму во овие дејности. Тогаш ќе го прошириме овој закон и со други дејности ќе размислуваме каде што фали работна сила. Имаме првични резултати, ефекти. Знаат, меѓутоа официјалната промоција ќе имаме на 3 во вторник во владата, заедно со Агенцијата за вработување и другите институции инволвирани во имплементирањето на овој закон, и Министерството за економија и труд има ангажирано и посебна PR агенција од страна на невладината организација, бидејќи овие средства за имплементирање законот се поддржани од германска влада, знаете, преку германски донации, ќе имаме едно комплетно роудшоу низ цела Македонија, каде што на лице место на сите работодавачи и заинтересирани страни ќе му биде објаснето како полесно да го искористат овој закон, односно да ги пријавуваат и одјавуваат овие лица кои се заинтересирани за дополнителна или сезонска работа, ангажман. Имаме првични резултати. Првичните резултати ќе ги имаме за 2 месеци. Значи тоа нема да бидат лица со договор на дело? Не се лица со договор на дело, ова се времени ангажмани или сезонски вработувања. Кажа владата ставот, кажавте вие сега, меѓутоа синдикатите не се откажуваат, од понеделник има и некој услов во смисла на тоа дека го бараат премиерот и така натаму за да се потпишат тие фамозни колективни договори. Дали ова нешто ќе промени во однос на она што досега го кажа и владата, односно премиерот, а и вие како министерство? Видете, синдикатите треба да се вратат на преговарачка маса, бидејќи понудено му е едно добро системско решение за зголемување на платите во јавната администрација, а во делот со приватниот сектор да го повторам ставот, значи ние сме отворени се она што ќе го договорат со приватниот сектор и Организацијата на работодавачи на Македонија, ние ќе го прифатиме, ние одговара како влада. Интенцијата на оваа влада е да растат платите во Македонија, али врз основа на реални параметри, и се она што му е понудено на маса е врз база на тие реални параметри, каде што очекуваме во наредните 2 години и 3 месеци да имаме 40% зголемување на платите во јавната администрација, меѓутоа и во приватниот сектор, без при тоа да направиме несакани политички интервенции и турбуленции во економијата во Македонија. Исто така да седнеме да договориме за општиот колективен договор во јавниот сектор, каде што треба да се направат одредени промени кои не се во интерес на вработените во јавната администрација, меѓутоа не само во однос на платите, туку и во однос на уредувањето на односот работодавачи и работници. Исто така да напоменам, не само што е истечен општиот колективен
договор во јавниот сектор има важност 2 години, а е потпишан 2022. Таму има еден член кој што вели трае се додека биде донесен нов колективен договор. Меѓутоа да напоменам и во приватниот сектор репрезентативниот синдикат ССМ го нема регулирано општиот колективен договор со приватниот сектор веќе 20 години. Никако не може да седнат на маса и да се договорат. Тоа треба што побрзо да направат и на таков начин да ги регулираат односите и во навработените во приватниот сектор. И да повторам дека сите овие зголемување на платите ќе бидат на товарот и грбот на приватниот сектор кој што акумулира 600.000 вработени. Тука треба да земеме во предвид зголемувањето не економско и реално на платата може да доведе до несакани последици. Имаме голем број на трговци поединци, на занетчи, на микро, мали и средни предпријатија. 90% од националната економија базирана на такви фирми кои што би се довеле до работна екзистенција и затворање. Што ако ја зголемиме вака со адхок решенија платата, од друга страна продуцираме 40.000 на пример армија невработени да ги затворат своите занаети, дуќани и така натаму, значи пак на грбот на граѓаните. Тие ќе бидат на грбот на социјалните политики во државата да се исплаќаат тие луѓе и така натаму. Затоа треба разумни решенија во разумни решенија и исто така зголемувањето на платата во одредени фирми ќе влијае и на цената на производите кои што ги продават, бидејќи тие треба да бидат некаде вкалкулирани, а тоа автоматски може да значи зголемување на цена и подгревање на инфлаторната спирала во Македонија, што исто така ќе го наруши животниот стандард и куповната моќ на граѓаните, а тоа не е во интерес на граѓаните. Џабе зголемување на плата ако имаме нападнување на куповната моќ. Сето ова е поврзано, треба да внимаваме и на пензискиот систем со придонесите, бидејќи знаете дека имаме кревок пензиски систем, имаме многу мал просек на вработени во однос на пензионери од онај европски просек на тројца вработени пензионери во Македонија просекот 1,7 вработени на еден пензионер, што е далеко од тој европски просек. Сите овие треба внимателно да се разгледуваат на добри економски параметри, градење на добри политики, носење системски решенија кои што ќе дадат една предвидливост, понатаму стабилност во зголемувањето на платите на сите граѓани во Македонија и подобрување на животниот стандард, а не предизвикување турбуленци како некој што го правил претходната влада, од кој што турбуленци и ден денес не можеме да излеземе и голем број од институциите, па и во јавниот сектор, денес се изложени на ова влада, например, презеде обврски во исплаќање на платите кои биле заостанати од претходната влада во Македонски пошти, Македонски железници, Македонски пат, Македонија пат и така натаму. Тоа се обврски од претходна влада. Ова влада треба да наследи сега, го наследи односно хаосот од неквалитетни и различни до колективни договори, одлуки, правилници со кои што имаме разлика. Значи ништо нема да смени ултиматум, најавениот ултиматум понеделник во однос на ставот на владава што го има сега, во однос на зголемувањето. Видете, тие ултиматуми кои што се базирани на политичка позадина, ова влада нема да прифати.